Нашата кожа ја памети секоја секунда изложеност на UV-зраците. Ги собира нивните ефекти, а сметката за незаштитената изложеност ја плаќате дури после 30-40 години. Сонцето е извор на живот за нашата планета. Ни го подобрува расположението, го зголемува нивото на серотонин, хормонот на среќата, и помага во синтезата на витамин D. Но, внимавајте, сонцето може и да наштети. Продолжената незаштитена изложеност на UV-зраците и изгорениците од сонце се главна причина за појава на рак на кожа. Сончевата светлина има повеќе типови на UV-зраци. За нас најважни се UVA и UVB-зраците. Изгорениците ги предизвикуваат UVB-зраците, а UVA, иако не даваат директен штетен ефект, тие продираат подлабоко, ја оштетуваат ДНК на клетките, доведуваат до мутации. Со тек на годините тие штетни ефекти се напластуваат и во еден момент доведуваат до појава на малигна болест – рак на кожа. Повеќето сметаат дека само намерното изложување на сонце, на плажа, кога ништо друго не правиме, е сончање. Всушност, секое изложување на сонце е сончање. Додека работите во градината, пиете кафе на тераса со пријателите, шетате низ град, одите на работа. Секоја кожа има различна осетливост на сонце. По светлите типови може да изгорат и по само 10 минути, а по темните нешто подолго, 30 минути до 1 час. Но секоја кожа може да изгори после овој праг на заштитеност кој ни го даваат меланоцитите. Клетките одговорни за нашиот тен, кај по светлите кожи ги има во помал број, затоа и заштитата е помала, а кај по темните во поголем број. Тие се групираат погусто над јадрото на клетките за да го заштитат од UV-зраците. Потемнетиот тен е всушност само одбранбен механизам и знак на претерано изложување на сонце. Со зголемување на озонската дупка, глобалното затоплување и климатските промени имаме зголемен број на сончеви денови и се поголем UV индекс. Затоа треба да се заштитиме, да се однесуваме одговорно под сонцето. Еве неколку практични совети. Секогаш избегнувајте да се движите подолго на отворено во периодот на најинтензивна инсолација, помеѓу 11 и 16 часот, кога и UV индексот е највисок. Почитувајте го правилото на сенката. Секогаш кога сенката е помала од вас, UV-зраците паѓаат под прав агол и се најинтензивни. Облаците пропуштаат дури 80% од UV-зраците, затоа внимавајте, може да изгорите и на облачно време. Стаклото ги блокира само UVB-зраците. UVA непречено минуваат, затоа дури и кога се возите во автомобил користете SPF заштита. Што значи SPF? Кратенка од Sun Protection Factor. Тоа се всушност креми кои не штитат од штетните влијанија на UV-зраците и ни овозможуваат подолг престој на отворено без да изгориме. Со тоа не штитат и од предвремено старење на кожата и што е најважно, доколку редовно ги користиме, двојно го намалуваат ризикот од појава на рак на кожа. Кремите со заштитен фактор треба да се користат континуирано преку целата година, не само при намерното сончање за време на летните одмори, туку и при секоја подолга изложеност на сонце. Запомнете, ниту еден SPF не нуди 100% заштита од UV-зраците, затоа секогаш користете ги заедно со останатите начини за заштита. Облека. Покривајте што е можно поголем дел од телото со облека која треба да биде широка, во потемни бои и од густо ткаен материјал. Непрозрачна и сува, мократа облека е потранспарентна од сувата. Шапка со широк обод кој ги штити и вратот и ушите. Очила со UV филтри кои блокираат 100% од UVA и UVB-зраците имаат ознака CE или UV400. Ниту еден SPF не нуди целодневна заштита од сонце. Активните состојки, така наречени сончеви филтри, се трошат и неопходно е повторно да се нанесат на секои 2 часа. За да ја добиеме заштитата декларирана на кремата со SPF, треба да ја нанесеме во доволна количина, а тоа е 2 мг на сантиметар квадратен. Една должина од показалецот, а потоа уште една на средниот прст, за секоја регија посебно, за лицето, горниот дел на трупот, стомакот, грбот, раката, ногата. Ова се најчестите митови околу сончањето. Јас не се сончам, секогаш сум под сенка, не ми треба SPF. Сенката нуди само 50% заштита од сончевите зраци, бидејќи тие не паѓаат само директно врз кожата, туку и преку рефлексија од околните површини, како песокот, водата, снегот, бетонот, асфалтот. Јас не се сончам, само додека пливам.
Поради смирувачкиот освежувачки ефект на водата, не ги чувствуваме силните сончеви зраци кои може да доведат до изгореници и додека сме во вода. Водоотпорниот SPF штити само до 40 на минути. Бидејќи брзо горам на сонце, веќе не се сончам, не одам на плажа, преферирам планина и затоа не користам SPF. Сонцето уште посилно сјае на планина, заштитете се. Ако постојано користам SPF, нема да имам доволно витамин D. Само 10 до 15 минути, 3 пати неделно, незаштитена изложеност на 20% од вашата кожа на UV зраците е сосема доволно за да се синтетизира потребното количество на витамин D.